Добар ден на сите. Дека ме слушате, дека технички сме во ред. Ете, ситуацијата наложи да се навикнеме на ваков тип на состаноци, јавни дебати, настани и така натаму. Така што би сакал прво да ви посакам добре дојде на онлайн јавната дебата, насловена како транспарентен избор и ефективно функционирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Станува еден збор за еден настан кој што е организиран од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ, а е поддржан од делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија. Имено Сдруженијето ЕСЕ заедно со останатите членки на мрежата за заштита од дискриминација подлог период континуирано се залага за подобрување на состојбите со човековите права и дискриминацијата во државата. Тие како граѓански сектор, како представници на граѓанскиот сектор, преземаат низа активности кои се во насока на тоа да се изберат вистински луѓе во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и на тој начин практично да се создадат предуслови за транспарентно, отчетно и ефикасно функционирање на комисија. Сепак, лавиринтите на политиката не доведоа во ситуација државава повеќе од една година да нема од една и пол година практично да нема функционална комисија за спречување и заштита од дискриминација. И како последица на ова, лицата кои се соочуваат со дискриминација останаа без ова тело, се оставени без ова тело кое практично треба да ги штити нивните права. Затоа ве поканувам во следните 8 минути, 8,5 минути, да го погледнеме видеото во кое своите сведоштва ги пренесуваат дел од лицата кои дискриминацијата ја почувствувале директно на своја кожа. Само момент да го споделам видеото. Порете, се гледа видеото? Ало? Да, здраво. Да, се јавувате за услуга. Слободна сум, да. Ги знаете условите? Веќе сме се видели. Да, слободна сум, може. Може за еден сат да се видим. Важи, не е проблем. Јавете се за еден сат. Ќе ви кажем кај да дојдете, да. Важи, нема проблем. Чао, пријатно. Да, Стојан. Пауза, јас на десктоп имам од тебе ова што не го гледам видеото, а звукот го слушам, да не треба некаде да... Аха, добро. Чекај, ќе само гласно се слуша, да, еве и Кире од фондација пишат. Сега ќе се обидам извинете, еднаш само. Окей. Но не се така не. Сега се надевам дека е во ред. Ало? Да, здраво. Јас сум? Да, се јавувате за услуга. Слободна сум, да. Ги знаете условите? Веќе сме се видели. Да, слободна сум, може. Може за еден сат да се видим. Важи, не е проблем. Јавете се за еден сат. Ќе ви кажем кај да дојдете, да. Важи, нема проблем. Чао, пријатно.
Со сексуална работа се занимавам веќе околу 10 години. Не правам ништо срамно. Не повредувам никој. Не правам штета на општеството, работам работа како и секоја друга работа. Одам на работа, си ја завршувам мојата работа и тоа е работа. Немам потреба да почувствувам некој срам или да се почувствувам дека правам штета на општеството. Најчесто дискриминацијата ја доживуваме од институции. И тоа институции кои треба да работат за нас и кои треба да не заштитат и од насилство и од дискриминација. Најчесто институционална дискриминација која доживуваме од Министерството за внатрешни работи. Институција која треба да ја гледаме како поддршка, како заштита, но најчесто таму сме дискриминирани. Имам поднесувано лично представки за од мене, представки за други лица, но обично се копи-пейст представките, нема основ на дискриминација. Имаше еден случај каде што в секторот за внатрешна контрола ми бараше копија од разговорот на бројот 192, да видат дали сум била дискриминирана. Сите знаеме дека 192 се снима само полицијата и секторот за внатрешна контрола, јавно обвинителство може да ги добие разговорите. Значи не сакаат да постапуваат, не ни гледаат дискриминацијата, не се заинтересирани воопшто за дискриминацијата која доживуваат сексуалните работници и маргинализираните заедници во Македонија. Се работи сега набрзо, имам ново роденче, така да нели треба да се пријави малото. Бевме ја и жена и детево за да се пријави. Меѓутоа имаше гужва заради ова вирусот. И седевме, дечко ни кажа, чекајте таму ред, има ова, и за да влезете натре. Викам, окей, ајде, чекај, гужва имаше, секако, нели? Али кој како што ќе си доаѓа, сега не е битно дали се од албанска вероисповед или од македонска, нели? Доаѓа еден, здраво дечко, што преш, како си? Она, тап си влезе натре. Мо гледаме ние. Ај пак чекам, па чекај, колку веќе треба да се чека. И на тој што беше тој одговорен, нели заради влезот, и му викам, дечко, дај да завршам работа. Вика, чекај, има време. Као да сум тргнат на страна, као никој да не ме гледа. Не знам зошто тоа така. Почнав таму да се, знаеш, малце да зборам, малце подрско. Дај да викам, ти се Бога, дај да завршам работа ова. Не, дечко, чекај, еве се уште малце, има гужва, нели гледаш, не смееме да се собереме на куп, ова. Викам, окей, нема проблем, ја земам жената и се вратив дом. Едноставно не можам да сватам една работа. Како нас не гледат? Чудна работа, значи чекај бе поболека дека сум ром сега мене ме гледаш така или ме фрлаш на страна или не ме споредуваш дали со македонците, дали со албанците. Чекај бе малце бе каква дискриминација бе. Минатата година, иако имавме подобро законско решение со новиот закон за спречување и заштита од дискриминација кој беше усвоен во мај 2019 година, во суштина во пракса изостана ефективна заштита на луѓето кои се дискриминирани, воглавно поради неформирањето на комисијата во предвидениот законски рок, но и подоцна поради укинувањето на самиот закон од страна на Уставен суд.
Целта ни е да имаме една транспарентна и инклузивна постапка со учество и на самиот граѓански сектор, која ќе ни гарантира дека во иднина ние ќе имаме ефективна комисија за заштита од дискриминација, која што ќе промовира еднаквоста, но и ќе се грижи за заштита на индивидуалните права на граѓаните. Во секој случај дискриминацијата не е нешто кој поминува како ветер покрај луѓето. Има луѓе кои се слаби и кои може да заврши фатално дискриминацијата. Имам и случаи кои што лично познавам, човек кој беше зависник и понижуван во општеството, односно дискриминиран од институции, на крајот заврши со самоубиство. Значи не е убаво чувство. Секој кој доживеал барем еднаш дискриминација на себе може да каже какво е чувството. Се надевам дека ако некојаш прекинам со сексуалната работа и поберам друга работа, дека би немала таков проблем. Дај да се гледаме како што треба. Нели, еднакво да имаме, значи и вие и ние и сите да имаме еднакво, а не едниот да го фрлиш, а другите да се завршат работа како што треба. Добро, во ред, тоа беше видеото каде што можевме практично да чуеме дел од сведоштвата на луѓето кои што се соочиле со дискриминацијата. Овој пат стануваше за институционална дискриминација. Како и да е, сметам дека ова видео е така еден одличен вовед за дебатата која што следува и нашите соговорници ќе можат да се практично надоврзат на содржината која што беше прикажано, опфатена со видеото. Во таа смисла би сакал да напоменам дека оваа дебата се организира додека се уште е во тек јавниот повик за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Овој оглас беше објавен од Собранието некаде на околу 20 ноември, значи за отприлика една недела истекува рокот од 30 дена на кој може да аплицираат, во рамките на кој рок може да аплицираат лицата кои што се заинтересирани да бидат членови на комисијата. Мрежата за заштита од дискриминација се залага и инсистира во ова мощно значајно тело за демократските процеси во државата да бидат избрани стручни, професионални и непартиски лица. Во однос на заложбите и барањата на мрежата, денеска ќе говори Драгана Дрендаревска, која што е представник на мрежата за заштита од дискриминација. Драгана, повелете. Благодарам. Секунда, само јас подготвив кратка презентација. Кратка презентација и конкретно јас ќе зборувам за потребата од транспарентна и инклузивна постапка за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, бидејќи како мрежа сметаме дека транспарентноста и инклузивноста на оваа постапка треба да придонесе кон избор на посоодветни кандидати, односно на постручни и независни пред се кандидати на оваа институција. Секако транспарентност и инклузивноста на постапката не се единствени услови за избирање на ваков на кандидати. Самиот закон си има и законски критериуми кои што треба да се испочитуваат. При тоа и за почеток сакам да наведам дека
Во законот се предвидува оваа комисија да го отсликува составот на општеството, така што нашите барања се воедно и во законот и собранието има пред се обврска да го испочитува законот за спречување и заштита од дискриминација, ќе го испочитува овој закон на начин што ќе избере квалитетни стручни кадри и ќе избере членови кои го отсликуваат целото општество. Како што знаеме, составот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е 7 членови со мандат од 5 години со право на уште еден реизбор. И ова е клучниот став од членот 16, а тоа е дека тие треба да го одразуваат составот на целото на општеството во целина. И при изборот на членовите на комисијата се применуваат принципите за соодветна застапеност на сите општествени групи, начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, значи соодветна и правична застапеност на сите етнички заедници и родово балансираното учество. Така што во оваа комисија, за разлика од претходни некои состави, треба да имаме родово балансирано учество, односно жените подеднакво да учествуваат во комисијата како и мажите. Критериумите, клучниот критериум е високо образование и минимум 7 години работно искуство во областа на човековите права, од кои 5 години во областа на еднаквост и недискриминацијата. Друг клучен критериум е лицето да не е носител на функција во политичка партија и со овој критериум токму треба да се операционализира личната независност на членовите во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Постапката за избор, како што веќе беше споменато и во видеото претходни на пресконференцијата, мрежата за заштита од дискриминација, токму за членот 18 побара од собранието да предложи амандман. Најнапред предложивме до Министерството за труд и социјална политика да се усвои на ваков начин законот со предложениот амандман. Амандманот се одржаше по опфатно уредување на постапката за избор на членови на комисија, по примерот на изборот на членови на Комисијата за антикорупција. Министерството го прифати нашиот предлог, владата не го прифати, со што законот влезе во собрание во онаа форма во која што беше и во 2019 година. Меѓутоа, повторно ќе истакнам дека и членот и вака како што е, дозволува на собранието да спроведе инклузивна и транспарентна постапка, зашто треба да имаме да собранието да го испочитува законот. Така што засега огласот се објави во 2 дневни весници на македонски и албански јазик. Меѓутоа ставот од законот кој вика дека огласот треба да се објави на сите заедници, на сите заедници кои што живеат во Република Северна Македонија, на веб страната на собранието, е се уште не е испочитувана. Таму исто можеме да го видиме огласот само на македонски и на албански јазик. Клучен е ставот 3, според кој Комисијата за прашање на изборите и именувањата од собранието утврдува предлог листа од пријавените кандидати по претходно спроведена јавна расправа и во рок од 40 дена по истекот на рокот ја доставува до собранието на Република Северна Македонија во прилог со материјалот сите доставени пријави и извештај од спроведената јавна расправа. Ова значи дека и како што е законот сега, собранието има обврска да спроведе јавна расправа, односно да дискутира заедно со здруженијата, медиумите, представниците од академијата, синдикатите, сите останати заинтересирани кандидати, да дискутира по предлог членовите и да овозможи сите ние да им представуваме прашања на кандидатите, истите да се представат на јавната расправа во собранието и потоа секако да се дискутира за нивниот избор. Родово балансираното учество значи дека треба да имаме, тоест мора да имаме согласно закон минимум 3 жени од 7 членови во оваа комисија. Соодветната правична застапеност значи дека треба да имаме 2 албанци или албанки, треба да имаме ром или ромка, представници на другите националности, турци, власи, бошњаци, срби.
а додека соодветната правична застапеност на припадниците на сите групи значи дека доколку се појават соодветни кандидати кои прецени или ќе ги исполнат законските критериуми, собранието треба да избере и лица со попреченост, ЛГБТ лице и припадници на други маргинализирани заедници во оваа комисија. Многу пати зборавме и досега постојано сме збореле за независноста. Независноста може да биде институционална, институцијата треба да биде независна како цела, меѓутоа и лична независност на секој член на комисијата за спречување и заштита од дискриминација. И согласно закон, меѓутоа и согласно меѓународните стандарди, оваа комисија мора да биде независна и нејзината независност е и предуслов за таа да функционира ефикасно, ефективно и де факто да ги штити граѓаните од дискриминација. Независноста треба да биде пред наспроти политичките партии и другите институции, така што пратениците треба да поддржат независни кандидати што нив нужно не им се допаѓаат, поради што според меѓународните стандарди ваквите тела, независните тела треба да се бираат преку консензус на сите политички парламентарни партии, нели опозиција, позиција или некакво квалификувано мнозинство. Ова значи дека избраните кандидати не треба да се допаѓаат на опозицијата, не треба да се допаѓаат на власта, него треба подеднакво да не им се допаѓаат или подеднакво да им се допаѓаат, така да кажеме. И тоа не треба да бидат луѓе кои што се поддржани од политичка партија, односно партиски подобни. И од тука, при изборот, пратениците мора да се држат до законските и објективните критериуми, а не до партиски договори во врска со тоа кој е подобен, а кој не е подобен член на оваа комисија. Многу често дискриминацијата, како што видовме и од видеото, се случува во институциите. Институциите сепак се координирани и се контролирани од страна на власта, представена со соодветни политички партии. Така што, токму поради ова е неопходно членовите на комисијата да бидат независни со цел да можат да делуваат врз основа на закони и меѓународни стандарди, а не врз основа на партиските желби. Постапката за избор, јавната расправа е тука централна. И нашето барање е собранието минимум 7 дена пред одржувањето на јавната расправа да ги покани сите заинтересирани страни, здруженија, медиуми, представници на академија, синдикати и така натаму. И во истиот рок да објави листа на кандидати со документите приложени од кандидатите. Нели, личните биографии и другите документи во прилог кои го докажуваат исполнувањето на критериумите. Јавната расправа треба да се емитува во живо на собранискиот канал и секако да се овозможи присуство и снимање од страна на медиумите. На јавната расправа кандидатите треба да се представат, представниците на здруженијата, медиумите и другите да им поставуваат прашања, кандидатите да ги одговараат, а потоа да се дискутира заедно со пратениците по кандидатите, да се состави записник со заклучоци и препораки од расправата и истиот тој записник да се, тоест извештај како што вели законот, да се објави на веб страницата на собранието. По јавната расправа, комисијата за избор и именување составува предлог листа на кандидати. При составувањето на оваа предлог листа повторно ќе кажам дека мора да се води од законските критериуми, од резултатите од интервјуто, од заклучоците од записникот, извештајот од спроведената јавна расправа. Овие материјали да се презентираат на собранието во пленарна седница, доколку собранието во пленарна седница не избере членови на комисијата, веднаш повторно се објавува огласот, а најдоцна во рок од 10 дена откако не се избрале членовите на комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Така што и во постапката како што сега е уредена во законот, треба да имаме се овозможува јавна и транспарентна постапка. Тоа се барањата на законот и тоа се секако барање и очекување и на граѓанскиот сектор, меѓутоа повторно ќе кажам и на меѓународната јавност. Како што и досега сме зборувале, овој закон е навистина важен и за пристапот во ЕУ.
иако можеби во моментот тоа и не е најпопуларна тема. Меѓутоа, сепак, донесувањето на законот беше само првиот чекор. Во голема мера, спроведувањето на овој закон зависи токму од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која за да функционира соодветно мора да биде составена од независни професионалци, а не партиски членови во потрага по државно вработување. Ви благодарам, ако имате прашања, ќе се вклучам дополнително. Драгана, благодарам за ова воведно излагање. Продолжуваме понатаму. Граѓанскиот сектор апелира собранието да ги испочитува сите рокови за избор на членови на комисија, што ќе придонесе овој избор да биде навремен и нели што е можно во покус срока комисијата да започне со работа и да ги решава проблемите со дискриминација кои што се чини се наталожени во општеството. Се разбери има суштински барања и препораки за начинот на кој што треба да функционира комисијата за да се постигне ефикасност и ефективност во борбата против дискриминацијата во општеството. Го поканувам да ни се обрати и да ги пренесе ставовите на Сдруженијето ЕСЕ, Стојан Мишев, представник на ова Сдружение, ставовите на Сдруженијето во однос на начинот на кој што и препораките практично, начинот на кој што треба да функционира комисијата за спречување и заштита од дискриминација по незиниот избор. Стојан, повели. Тонот само ти е мутиран, те молам да го вклучиш. Добро, ти благодарам, Мирко. Поздрав до сите присутни на денешната јавна дебата. Најпрво сакам да ви информирам дека паралелно со заложбите кои заеднички ги превземаме со односно активности за застапување во рамки на мрежата за заштита од дискриминација, Сдружение ЕСЕ спроведе одредени активности после спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација во мај 2019 година со цел полесна имплементација и заживување на самиот закон во пракса. Во таа насока подготвивме непосредно по усвојувањето на самиот закон, подготвивме една проценка на законскиот мандат и кои се ги утврдивме предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност во работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, како три можеби најзначајни сегменти од идната работа на ова тело. Непосредно после подготовката на ова анализа со препораки, подготвивме и методолошка рамка, вклучително и инструменти за следење на овие аспекти од работата на комисијата. Значи веќе имаме подготвено методологија за следење на транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работата на комисијата и она што требаше да следи е апликација на односно примена на таа методологија после формирањето на комисијата и започнувањето со нејзината работа. Денешната дебата сакам да ја искористам за да ги потенцирам и нагласам кои се предусловите кои треба да бидат исполнети со цел да заживее законот во иднина и ние да имаме ефективно тело за заштита на човековите права и промовирање на еднаквоста и недискриминацијата во нашето општество. Оно што можеби на почеток е корисно да се каже е дека самиот нов закон, односно подобреното законско решение, значеше проширување на надлежностите на комисијата покрај професионализацијата на ова тело. Сакам да апелирам дека за нас како граѓански сектор подеднакво важно е спроведувањето на една транспарентна постапка со запазување на сите барања и критериуми за кои говореше Драгана, но истовремено будно ќе го следиме спроведување на самиот закон, односно конкретно работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во иднина, земајќи ги предвид нејзините проширени надлежности. Значи, оно што е карактеристично е дека на страна од, да кажеме, основната функција, заштитна функција на комисијата, со новиот закон комисијата доби една, да кажеме, изразена улога во смисла на промотивна и превентивна функција, но и советодавна експертска функција. Промотивната и превентивната функција на комисијата се состои во генерална промоција на еднаквоста, човековите права и недискриминацијата во нашето општество, преку зголемување на јавната свест, информирање, едукација, понатаму збогатување на содржините од формалното и неформалното образование, давање на општи препораки за одредени прашања од областта на еднаквоста и недискриминацијата и следење на нивното спроведување. Од друга страна, советодавната експертска функција на комисијата во суштина се фокусира на постојано, да кажеме, унапредување на законите, политиките и практиките кои се однесуваат на еднаквоста и недискриминацијата во нашата држава. Во оваа насока, да кажеме, комисијата има изразена улога на меѓународно и на национално ниво.
на меѓународно ниво треба да се залага за потпишување на билатерални договори, но и меѓународни договори и конвенции кои ја уредуваат еднаквоста и недискриминацијата во општеството, да се залага за постојано дополнување и именување на постоечката национална легислатива, да го следи спроведувањето на препораките за унапредување на состојбите со еднаквост и недискриминацијата. Паралелно останува она основна класична заштитна функција во смисла на постапување по преставки за заштита од дискриминација, без разлика дали се поднесени индивидуално или инициирање постапки во службена должност, изрекување на мислење и препораки за надминување на дискриминацијата, но исто така активно следење на спроведувањето, односно гаранција дали овие мислења и препораки ќе бидат испочитувани од страна на надлежните државни органи и институции. Нема да должам повеќе, она што сакам да го нагласам во делот кој што следи е дека непосредно по формирањето на самата комисија ќе мора да се фокусираме и активно да се залагаме за унапредување на работата на ова тело, односно исполнување на сите законски предуслови за транспарентност, отчетност и ефективност. Во оваа насока, како прв чекор кој што треба да биде превземен, воено кој што го налага и самиот закон, е формирањето на стручната служба на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Впрочем, проширувањето на надлежностите на самата комисија и професионализацијата на ова тело, заедно со формирањето на стручната служба, можеби се најпозитивните придобивки од новиот закон кој беше усвоен во октомври повторно оваа година. За зголемување на транспарентноста на комисијата за годината работа на комисијата, најпрво неопходно и потребно е зголемување на мотивацијата и поттик на сите заинтересирани страни за следење и мониторирање на самото спроведување на законот од страна на комисијата. Во оваа насока, како што веќе напоменав, улеснителна околност е тоа што Сдружение ЕС веќе има подготвено ваква методологија за следење со прашалници за следење на работата на комисијата и таа може да биде лесно применета во иднина. Понатаму вклучување на сите засегнати страни при подготовката на програмата за работа и стратешките документи на комисијата и нивно објавување на интернет страниците на телото со цел запознавање на јавноста. Обезбедување јавност на седмиците на комисијата со тоа што е потребно донесување на внатрешен акт кој ќе со цел почитување на правото на приватност и заштита на личните податоци на граѓаните кои се странки во постапките за заштита од дискриминација. Преземање на МСО-патни активности и кампањи за информирање, промоција и едукација за еднаквоста и човековите права и заштитата од дискриминација и подигање на јавната свест во оваа насока. При тоа комисијата треба своите превентивни напори да ги фокусира подеднакво, ако не може би и повеќе на локално ниво, во руралните средини и особено да размисли за пристапот кон маргинализираните или најранливите групи на граѓани кои впрочем се и најчесто жртвите на дискриминација. Во оваа насока, со цел соодветно информирање на медиумите и подигање на јавната свесност во однос на еднаквост и недискриминацијата, неопходно е комисијата да подготви и усвои една стратегија за комуникација со медиумите и јавноста и при тоа апелираме дека оваа стратегија мора да биде подготвена со вклучување на граѓанскиот сектор и представници од наравливите групи на граѓани со цел актуализирање повторно на нивните потреби. Потребно е исто така за зголемување на транспарентност, ред дизајнирање на интернет страницата на комисијата во насока на запознавање на јавноста со работата на ова тело, овозможување на лесно преварување на содржините и нејзино приспособување за користење од страна на лицата со попреченост. Во оваа насока треба избогатување, би рекол, на интернет страницата на комисијата со фиксни содржини од типот на образци и теркови, односно претпоставки за заштита од дискриминација по различни основи, за да можат различните ранливи групи на граѓани лесно да пристапат до нив и да ги искористат за инициирање на постапка пред овој значаен специјализиран механизам за заштита на личната дискриминација. Редовно подготвување и обавување на клучните буџетски документи на интернет страницата на комисијата и редовно собирање и анализа на податоците за работата на ова тело. Во делот на отчетноста, повторно ќе потенцирам дека е неопходно редовно подготвување на годишна програма за работа и акцијски план, односно стратешки документи, каде што ќе бидат определени стратешките правци и цели за еден подолг временски период, секако операционализирани со едногодишни планови за работа на комисијата. Но она што особено сакаме да го нагласиме е од особено значење е воспоставување на редовна пракса на бранење и презентирање на буџетот на комисијата пред собранието, како и редовна пракса на 6-месечно известување за својата работа.
односно апелираме соодветно планирање на буџетски средства од страна на самата комисија за нејзината работа и за спроведување на сите функции во делот на недискриминацијата и еднаквоста во општеството и активно застапување за обезбедување на тие средства од страна на самата држава. За крај сакам да ги потенцирам и предусловите кои што треба да бидат исполнети за ефективна работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Оно што можеби е неопходно во оваа насока е развивање на внатрешен и надворешен систем за следење и оценување на работата на комисијата. Понатаму заеднување на соработката и координација со националното координативно тело за следење и состојбите со недискриминација, но и би рекол координација и соработка со државните органи, единиците на локалната самоуправа и особено засилена соработка и заеднички активности со граѓанските организации кои како долги години активно се вклучени во обезбедувањето на помош и поддршка на жртвите на дискриминацијата. Понатаму неопходно е изготвување на методологија и протоколи за собирање и анализа на податоци од работата на комисијата и воведување на интранет кој ќе овозможи поефикасно и по-експедитивно функционирање и постапување на комисијата, односно на членовите на комисијата и на вработените во стручната служба ќе се овозможи еден лесен пристап до релевантните законски прописи, но и активната предмет и активирана предметна документација и базите на податоци со кои што располагаат. Она што за крај сакам повторно да го потенцираме, неопходно државата да алоцира соодветни технички, финансиски и човечки капацитети за функционирање на комисијата, врз основа на стратешките документи на самата комисија и годишната програма за работа, а кои понатаму ќе служат секако за подготовка и предлагање на буџетот пред собранието. Тоа е накратко во однос на предусловите кои што треба да бидат исполнети. Верувам дека во иднина ќе продолжиме паралелно со следењето на процесот на избор на членовите на комисијата, со финализирање на тој процес, она што ќе следи е едно поактивно застапување за исполнување на овие предуслови и услови од страна на државата. Впрочем и во иднина нашите барања како граѓански сектор ќе се фокусира токму на правење притисок врз релевантните министерства, институции врз државата за соодветно спроведување на самиот закон, но паралелно за обезбедување на сите неопходни услови со цел овој закон да заживее и да имаме навистина една ефективна комисија за спречување и заштита од дискриминација. Оно што можеби ќе треба особено внимание да се посвети од страна на самата комисија после формирањето е засилување на својата превентивна улога во промоција на еднаквоста и недискриминацијата со цел поголемо информирање на граѓаните и пред се зголемување на довербата во самото тело. Затоа што повеќето од истражувањата со ранливи групи на граѓани кои што ги спроведуваме укажуваат дека ромите, сексуалните работници, лицата со попреченост, ЛГБТ, скоро половина од нив воопшто не беа запознаени со законот и со постоењето на комисијата за заштита од дискриминација, значителен беше процентот и на оние кои немаат доверба во работата на комисијата. Ова се однесуваше на работата на минатата комисија, но истовремено ова е нагласува потребата за зголемување на довербата, особено кај ранливите групи на граѓани, и затоа ќе биде неопходно фокусирање на превентивната улога, промоција на еднаквоста, запознавање на граѓаните со нивните права и запознавање пред се со улогата и надежноста на комисијата и за спречување и заштита од дискриминација. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за вашето излагање и пренесување на препораките на Сдруженијето ЕС и на граѓанскиот сектор околу начинот на кој што треба според вас да функционира Комисијата за заштита од дискриминација. Министерството за труд и социјална политика практично беше предлагач и изготвувач на овој закон, на новото законско решение, кое што владата го усвои, исто така и собранието, пратениците го изгласаа во текот на месец октомври. Така што сега постапката за избор на членови на комисијата е во рацете на пратениците. Сепак и Министерството за труд и социјална политика е како важно во целокупниот овој процес како надлежно министерство. Токму затоа денеска со нас присутна на оваа онлайн јавна дебата и господја Ѓултен Мустафова, раководител на секторот за еднакви можности во рамките на Министерството за труд и социјална политика. Господје Мустафова, би сакал да ве прашам кои се заложбите на Министерството во целиот овој процес и во однос на начинот на кој што треба да бидат избрани и критериумите, врз основа на кои треба да бидат избрани членовите на
комисијата, но и во однос на идното функционирање на оваа комисија. Повелете. Здраво на сите. Благодарам на поканата за денешниот настан. Ја би започнала со тоа дека првичните заложби на Министерството во насока да имаме ефективна комисија беа и со самото донесување, нели, со самите измени на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Особено со тоа што во самиот закон е регулирано дека оваа комисија е независен орган кој што ќе биде професионално тело, нели, за прв пат со донесување на новој закон, кој што ќе има сопствен буџет, кој што ќе се гласа на собрание посебно, со различен мандат во насока на зачувување на институционалната меморија и секако со своја стручна служба. Но важно е да се спомне дека во рамките на надлежностите на комисијата се проширени надлежностите со самиот закон, а особено ќе истакнам неколку од нив кои што ќе бидат многу важни за ефективна имплементација на законот, а и со самото тоа ефективна комисија. Тоа се, например, задолжителното постапување по сите престапки на комисијата, кој што во претходното законско решение не беше така, односно комисијата имаше можност да одлучи за одредени престапки воопшто да не постапува, затоа што смета дека не би се исполнила целта. Мислам дека во еден од нивните извештаи имаше дека некаде околу 70% од престапки не било постапено од таа причина, затоа тоа е сменато во новото законско решение. Имаме задолжително постапување по сите доставени престапки, задолжително поведување на прекршочни постапки доколку не се постапи по мислењата на комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Понатаму да делува како пријател на судот, тоа е исто така нова проширена надлежност со новиот закон. Обврска за комисијата квартално да информира јавноста за случаите на дискриминација, да поведува постапка по службена должност и исто така задолжителна обврска, да изготвува посебни тематски извештаи во областа на еднаквоста и дискриминацијата, што не беше обврска досега на комисијата, да формира советодавни тела од експерти за одредени прашања, да врши увид во документација и простории, исто така нова дополнителна проширена обврска на комисијата, да дава општи препораки за заштита од дискриминација кои што ги спроведуваше во претходниот период, но не беа законски уредена обврска, да соработува со други институции и организации преку меморандуми секако за соработка и да прибира и да објавува статистички податоци. Тоа се тие неколку важни, проширени надлежности во насока да имаме ефективна комисија. Откако ќе се формира комисијата за спречување и заштита од дискриминација, има неколку подзаконски акти кои што треба самата комисија да ги донесе, кои што се уредени во самиот закон и кои што се исто така многу значајни за спроведување и имплементација на законот, во кој што секако во дел од нив би треба, односно да ги вклучи и граѓанските организации, се со цел за да подготви квалитетни документи. Првично треба да донесе деловник за својата работа, тоа е уредено во самиот закон. Понатаму да донесе годишен план и програма за работа, да воспостави дата база на податоци на својата веб страна и нели има обврски да ги пријави да ги објавува и да воспостави таква дата база на податоци. Секако да донесе програма за систематизација на работните места во комисијата, да донесе неколку подзаконски акти во однос на постапката, кој што беше нели спомнати од претходниот говорник. Во однос на службените легитимации на комисијата да донесе подзаконски акти за да може да врши увид нели во документација и простори, за да може да постапува по престапките и секако меморандуми за соработка да склучи со граѓанските организации и со други институции кои што постапуваат по престапки како Народниот правобранител и други. Тоа што Министерството за труд и социјална политика ќе го возможи како поддршка на новата комисија откако ќе се формира, е веќе подготвен документ како предлог систематизација за самата комисија. Значи може да има основа од каде да тргне, за да може да биде и побрза и поефикасна. Обезбеди простор за комисијата, за да не биде нели на 20 кат, каде што сега се наоѓа, кој што не е пристапен за сите. И истовремено со годишниот извештај на Националното координативно тело за недискриминација во 2019 година беше донесен и заклучок од страна на владата со кој што се обврза службата за општи и заеднички работи да го уреди овој простор, значи да го опреми за да може да биде функционален за комисијата.
Истовремено во рамки на Националното координативно тело за недискриминација се изработи и упатство за должностите на јавниот сектор, кој што ќе помогне на комисијата при утврдување на одредени подзаконски акти, како и методологија за собирање на податоци за институциите, кој што треба да биде усвоена во следниот период и која што ќе биде разгледувана на седница на влада со годишниот извештај на ова тело, кој што ќе се достави сега во декември 2020 година. Значи, тоа се генерално накратко сите активности кои што Министерството ги превзема, кои што се уредени во самиот закон и дел кој што ги превзема преку Националното координативно тело за недискриминација, кој што има нели секако врска да ја следи имплементацијата на самиот закон и на други стратешки документи, а во насока на поддршка на комисијата за да имаме ефективно тело. Исто така, во овој период, значи, преку Министерството имаме двајца службеници кои што се овластени од страна на министерот и кои што се уште се наоѓаат во просториите на постечката комисија и секако ги прибираат сите оние претставки кои што граѓаните не се информирани, а ги доставуваат дека нели нема комисија, не се информирани, а ги доставуваат нели до комисијата, ги прибираат за да може кога ќе се формира комисијата истите да бидат предадени да се постапува и по тие претставки кои што се прибираат во овој период, како и претставки по кои што останало непостапено до моментот кога имало комисија и кога е престанала нивната функција. Тие лица и понатаму ќе бидат овластени да може да бидат поддршка на комисијата и нели доколку има расположение комисијата може да ги превземе во следниот период како службеници кои долго време работат во таа комисија. Исто важно е да се спомне дека наредната година се планира и донесувањето на новата стратегија за еднаквост и недискриминација, во кој што ќе бидат вклучени и други активности во насока на ефективна имплементација на законот. Тоа е накратко, значи, во однос на комисијата, доколку има некои прашања би можела да одговорам, а сега еве во моментов баш ми стигна информација од Министерството за финансии, побарав информација непосредно пред состанокот колкав буџет е обезбеден во предлог буџетот за комисијата. Значи ова беше исто така иницијатива на Министерството за труд, социјална политика, зголемување на буџетот на комисијата од 5 милиони кои што ги има и кои што најмногу се однесуваа само на на платите на комесарите, зголемување на 15 милиони денари во насока на поголема основа за ефективна имплементација на законот и толку се и обезбедени во предлог буџетот, односно се предложени, треба да помине предлог буџетот на собрание да се усвои во новиот предлог буџет за комисијата 15 милиони денари. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за вашето излагање. Се надевам дека информациите кои што ги споделивте се корисни за представниците на граѓанскиот сектор и за новинарите кои што се присутни на оваа јавна дебата. Со ова практично ја исцрпевме листата на говорници. Сега би сакал да ве повикам доколку некој е заинтересиран да постави прашање или има некој коментар во однос на темата, слободно да се вклучи и да ги сподели без разлика дали станува збор за коментар, за искуство, за прашање до говорниците и така натаму. Па повелете. Ако може јас во однос на буџетот на комисијата, значи ако видиме како се одмерува буџетот во многу други земји со поголема традиција на вакви тела, на независни тела, ние исто така треба за известно време да подготвиме методологија за подготовка на буџетот. Секако информацијата што ја сподели Ѓултан е позитивна. Ете и за првата година сепак ќе има некакви средства за работа на ова тело, бидејќи досега беше случајот да има средства само за плати. Така што ова е генерално позитивно, меѓутоа ќе кажам дека буџетот на комисијата мора да се одмерува согласно објективни критериуми кои што треба допрва да се создадат. Соодветно на бројот на претставки кои што ги решава, соодветна проценка во согласност со другите законски надлежности на комисијата, така што сепак ова зголемување од 10 милиони е позитивно, меѓутоа пак би рекла дека е паушално.
односно не знаеме, не го креираме буџетот согласно на прецизно утврдени критериуми и индикатори од старт. И сметам дека ова е исто така многу важно во догледно време да се направи, да се обезбеди овакво креирање на буџетот од страна на овакво креирање на буџетот за Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, со цел да не се доведеме во ситуација во која некоја наредна влада едноставно ќе одлучи да нема буџет ова тело или да има повторно буџет само за плати и така натаму. Благодарам. Говорите, благодарам Драгана за коментарот. Дали има дополнителни или коментари? Стојан, повели? Не, само да се надоврзам на она што Драгана сега го потенцираше, се согласувам комплетно со неа. Во ова насока сакам да информирам дека во рамки на она што го напоменав, дека подготвяме методологија за следење на транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работата на комисијата. Составен дел на методолошките инструменти за следење на транспарентноста и буџетската транспарентност. Во ова насока можеби леснително ќе биде тоа што ќе може да се искористи тоа што имаме подготвено еден прашалник со во суштина 24 индикатори за следење на буџетската транспарентност на комисијата, почнувајќи од постоењето на стратешки план со финансиска рамка, годишните програми, трендов буџет и понатаму известувањето финансиско, дополнувањето, освојувањето на буџетот, постапките за јавни набавки, значи имаме така една подетална листа која ќе може да се искористи во таа насока, секако во соработка со надлежните министерства и со самата комисија. Благодарам. Благодарам Стојан за коментарот. Дали уште некој би сакал да постави прашање или да прокоментира нешто? Добро, доколку нема прашања, јас ви благодарам на сите за присуството, за вашето онлайн присуство на оваа јавна дебата. Се надевам дека ќе биде корисна за носителите на политики, во конкретниот случај за пратениците кои што треба практично да се први на потек сега да ја формираат, односно да одлучат околу изборот на таа комисија, дека ќе бидат прифатени апелите и повиците на граѓанскиот сектор да бидат вклучени во изборот на лицата кои што ќе бидат членови на идната комисија за спречување и заштита од дискриминација. Благодарам уште еднаш и секое добро. Хвала, пријатно. Поздрав.